Да, и време е тука некаде за првиот наш утрински гостин, кого веќе мојата колешка Оливера го пречека. Станува збор за нашите пријатели од Систина. Секој петок рано наутро во првиот термин ни гостуваат познати специјалисти, познати стручњаци во областа на здравството и медицината, а овој пат фокусот го ставаме на кожата. Што се случува со нашата кожа после интензивно изложување на сонце? Кожата како најголем орган сигурно дека и најмногу изложена на штетни влијанија, за кои кога би имала уста да ни проговори, кој знае што се би ни кажала. На оваа тема наш гостин специјалист по дерматовенерологија Андреј Петров. Добре ни дојдовте. Благодарам на поканата. Дали можеме да ве послужиме нешто од нашата скромна понуда? Добро сум, благодарам, имам вода. Повелете. Благодарам што ја прифативте поканата да разграничиме некои работи поврзани со кожата, бидејќи во лето буквално ја тероризираме што ние, што од сонцето и изложувањето на истото. Високите степени си го прават своето, се суши, под сончеви зраци и слично. Што се случува летниот период со нашата кожа, доктора? Летниот период кожата го абсорбира целото сончево зрачење, кое е прилично силно. Ние сме земја со многу сончеви денови, онака летно време сите знаеме дека е прилично топло, дека температурите се високи, дека имаме многу сонце и ултравиолетовите А и ултравиолетовите Б зраци влијаат на кожата. Како влијаат на кожата? Она што ја кажат, ја сушат кожата, го оштетуваат површниот слој на кожата, прават одредени промени од кои мора да се заштитиме, бидејќи тоа е еден баланс. Од една страна да го примите сонцето, малку да потемниме, да имаме една делува на расположение, делува на се, сонцето, се одмараме, одиме по одмори, меѓутоа од друга страна да се заштитиме затоа што сонцето ја старее кожата и сонцето е докажан канцероген. Светската здравствена организација ултравиолетовите А и Б зраци ги има класифицирано како канцерогени. Така, од една страна е добро за мелатонинот, повеќе и витамин Д. Повеќе има ефекти добри, меѓутоа генерално ефектот врз површината на кожата треба да биде со заштита, со употреба на заштитни фактори за сонце. Што тоа значи дека треба и кога не сме на плажа, кога одиме на работа да ставаме фактор крема? Мислам на оние фотоекспонирани делови, како што се лицето и рацете, да. Зошто? Заради тоа што тоа не може да го избегне влијанието на сонцето, тие делови од телото не може да го избегнат влијанието на сонцето. Втора работа, има голем број на се повеќе и за среќа наши граѓани кои одат на работа со велосипед или пешачат и така натаму, и тој период се изложуваат на сонце кој е прилично интензивно. Во овој период и пола час на сонце интензивно е доволно за да изгорите, така да е добро да се заштитиме. Кои се првите знаци дека кожата е оштетена? Кожата станува, на неа почнуваат да се јавуваат, прво станува сува, почнува да се јавуваат флеки на кожата. Зборувам за оние фактори кои се гледаат, оние промени кои се гледаат на лицето, на голо око и кои се знаци на некој начин ние го нарекуваме тоа актинично старење или старење од сонце. И често пати кога ќе дојдат вака ординација, па и пријатели некаде кога ќе ме сретнат, што е, докторе, најдобриот начин за превенција на старење? Најдобриот начин за превенција на старење на кожата е употреба на заштитен фактор за сонце. Заради тоа што кожата од сонцето старее. Значи таа се суши и старее и овие сите флеки, некаде се тоа испукани крвни садови, некаде се одредени флеки што се јавуваат, кои ние ги нарекуваме стручно соларно лентиго, некаде се, да речем, знаци на кожата е целата набрана како пергамент, целата исушена, меѓутоа може да се јават и одредени промени кои значат дека се појавени одредени карциноми на кожата или одредени преканцерози кои бараат стручен медицински третман. Јас откако дознав дека сонцето ја старее кожата и пристанав да се сончам, барем не толку колку што сум се сончала, буквално уживав со сати да седам под сонце. Но еве сега сите сме вратени горе-долу од одморите и некои од нас имаат лупење на кожата, пигменти кои што не сме ги имале, почнуваат и некои бемки. Дали треба да реагираме веднаш ако забележиме појава на такво нешто или појава на нови бемки? Ако видиме појава на нешто ново, што не ни е познато, задолжително треба да се отиде на доктор дерматолог, тоа да го утврди, да види за што се работи со клинички преглед. Денес има и модерна технологија, скоро сите имаат дермоскопи,
Ние во нашата болница располагаме со дигитална платформа за дермоскопија, меѓутоа има и рачни дермоскопии, имаат некои од колегите кои исто така може да послужат да се детектира за што се работи, тоа е нешто што е задолжително, а за оние останатите работи кои ги споменавте, флеки, проблеми на старење, тие значи дека кожата после летото треба да биде подложена на одреден третман. Тој може да биде козметички третман, може да биде ние често правиме обновување на кожата кај нас на болница со фракционен јаглерод диоксид лазер, кој стимулира нов колаген, може да се прави Морфеус радиобранова терапија на кожата со микрониделинг, со игли кои ги испуштаат тие микробранови внатре, значи има повеќе можности, флеки на кожата кои имаме една современа машина Q-Switch лазер која многу директно се абсорбира од пигментот во кожата и може да ги уништува тие флеки што се јавуваат по сонцето, обично се јавуваат. И тоа се работи кои значат на некој начин подмладување или одржување на кожата, она што може да се прави како третман после летото или после завршувањето на летото. Сега во есенскиот период кој што следи. Да, затоа што па и летно време лазерите не смеат да се прават заради тоа што има многу сонце и може да направат пигментација после сонцето да развијат дополнителни, но веќе од втората половина на септември, кога сонцето малку ќе намали, што значи за некои 15 на дена од сега, веќе можат сите тие работи да почнат да се прават и тоа е нешто што многу помага. Така, значи сите треба да внимаваме и во есенскиот период да се дадеме таа потребна грижа и нега на кожата. И машки и женски. Не станува збор дека само жените треба да одиме на такви третмани. Да, има и мажи што доаѓаат, и тоа се повеќе, сепак повеќето се жени, што се нашите пациенти, меѓутоа има и мажи кои доаѓаат, апсолутно се повеќе. Тоа покажува само дека кожата треба да се исчисти после завршувањето на летото до ние површни оштетувања, дисплазии, промени на епителот, флеки што се јавуваат од сонцето и да се едноставно за да можете да функционирате нормално, па потоа следното лето повторно да биде отпорна на влијанието на сонцето. Да подготвиме и за зимата. Која што и таа знае да се дава ефект. Да, и претераното студено време знае исто така да ја суши кожата, знае да предизвика одредени промени на кожата кои исто така се потребни да се превенираат со хидрирање на кожата. Кожата мора да се нанесува крем, да се нешто мачка како што треба летно време да се стават заштитни фактори за сонце, кожата треба и да се хидрира во исто време навечер, за да може да биде поеластична. Каква нега треба да, споменавте, кога ќе станеме, треба да се измие лицето и да се нанесе дневна крема која што ќе ни ја храни во текот на денот кожата, а навечер? Сите дневни кремови вообичаено, тоа е правило во Европска унија, имаат одреден процент на фактор за заштита од сонце, 20, 15 или 20. Меѓутоа, ако веќе ние одиме на сонце, тогаш треба да одиме со заштитен фактор кој е многу посилен, 50. Затоа што ние не сме исто што и Германија и Шведска, каде што сонцето е многу послабо. Овде е многу посилно сонцето, заради тоа треба фактор 50 да се употребува летно време. А навечер кога ќе се вратат луѓето, треба освен тоа што треба да се исчисти лицето, треба да се стави одреден хидрирачки крем, било каков и да е тој, за да кожата не биде сува, затоа што она се суши во текот на денот од страна на сонцето, особено кога сме на плажа, кога сме на одмор, и навечер треба да се исхидрира за да може да биде еластична, да не биде сува. А што се случува во текот на ноќта со кожата? Таа се одмара, како и целиот организам што се одмара, значи кожата се одмара и тоа е нешто што е процес кој е физиолошки, кој е нормален. Некаде имам читано дека во 2-3 часот на полноќ се отвараат порите и тогаш ја прима храната која што ја нанесуваме во форма на крем. Па кожата таа цело време диши, меѓутоа кога сме релаксирани, кога одмараме, таа едноставно како и целиот организам што се одмара и таа се одмара, кремот што е нанесен пенетрира полека низ тие отвори што ги спомнавте, пори на кожата, влегува, ја хидрира, така да тоа е нешто што го советуваме. Вообичаено има кремови кои се и со хиалурон, и со колаген натре, некои со витамин С, кои се користи за отстранување на оние површни пигментации, кои може да се користат, некои со ретинол, кои исто така се користат, така тоа е комбинација, различни комбинации кои може да бидат корисни и брчки и ги отстрануваат флеките и пигментациите на кожата. Така, значи освен тие третмани што ги споминавте, што сега треба да ги превземеме после летото, а ги има во вашата болница, тоа се регенерирање на кожа, третмани за регенерирање, кои други апарати ги има?
Имаме може многу да ги можности, искористиме? ние имаме многу можности, имаме 12 лазерски системи, машини за различни работи. Значи, вообичаено за различни работи се обраќаат пациенти. Дел доаѓаат за после летото за лазерски отстранување на влакна, за лазерска епилација, да речеме, што исто така летото не се прави заради влијанието на сонцето, меѓутоа веќе од септември е нешто што се прави. Има генерално луѓе кои најчесто доаѓаат за третман на лицето, на рацете, на подлактиците, на деколтето, на вратот, за подмладување кое го правиме со неколку различни системи. Има луѓе кои доаѓаат и за козметички третмани. Имаме козметичари кои работат со тоа, да. Имаме козметичар кој тоа го работи, така да го освежуваат лицето, меѓутоа генерално тоа оди секогаш како пратечки третман. Она што се смета за голд стандард, за златен стандард во подмладувањето на лицето и на вратот и деколтето, тоа е фракционен CO2 лазер, кој ние го работиме веќе 15 на години во болницата, меѓутоа имаме и други можности. Имаме комбинации што ги правиме со ербиум, комбинации што ги правиме со радиобранови. Така да има различни можности, зависно од типот на кожата, од тоа што се сака да се постигне, тоа треба да се процени. Так. Јас само би сакала да прашам, докторе, колку е индивидуална оваа промена на кожата? Има луѓе кои што ми се чини дека веднаш им се забележува сонцето на нивната кожа со одредени реакции, со црвенила, па и со пликови. Има луѓе кои што навистина некако како да е пријателски настроено сонцето. Да, тоа зависи од типот на кожата. Колку е кожата посветла, таа е не толку отпорна. Има луѓе со светла кожа, светла боја на очи кои вообичаено се подложени на сите овие проблеми што се јавуваат на кожата. Меѓутоа има луѓе кои се потемни, медитерански тип, кои имаат повеќе нив меланин, повеќе пигменти и се поотпорни. Но како и да е, и кај едните и кај другите, некакви оштетувања на кожата се постигнуваат, меѓутоа во правост е дека не сите еднакво реагираат на сонцето, но она што е карактеристично е дека дури и кај тие што не се гледа дека се создаваат одредени промени, сепак кожата треба да помине низ еден процес на регенерација за да се опорави од тоа агресивно влијание на сонцето, да. што постои. Вашиот впечаток каков е како народ, какви сме, дали доаѓаат често и дали треба да ги правиме секој месец тие третмани, како што правиме, речеме, крвна слика, одиме или на матичен лекар и слично? Мислам дека сме се подобри и подобри, затоа што во здравствената култура, заради тоа што некогаш беше невообичаено да ви доаѓаат луѓе на контрола за особено мажите за преглед на бемки и така натаму. Денес тоа е нешто редовно, секојдневно јас имам по повеќе луѓе кои доаѓаат токму за таа работа, за промени кои се предизвикани од сонцето. Здравствената култура на населението оди напред, што е нормално. Луѓето повеќе читаат, има интернет, достапност на мрежите, денеска со вештачката интелигенција, со чат GPT, со Claude, со платформите кои постојат, тие имаат информации кои ќе дојдат практично дојдат спремни и треба да со нив диалог, дискусија да развиете. Значи се повеќе одат на доктори, тоа е нешто што е добро. Дали секој месец нема потреба секој месец да се прави нешто, значи вообичаено и третманите се така дизајнирани да или се завршуваат во 2 месеци со неколку третмани или се прави тоа еднаш на 6 месеци. Меѓутоа генерално за да му овозможиш на човекот да функционира слободно, не мисли се дека треба секој месец нешто обврска да има постојано да доаѓаат и тоа го прави. Добре, што ве имаме и што може да се консултираат за било каква промена и евентуално разубавување, подмладување и враќање на колагенот кој што се губи со тек на годините. Да, годините си го прават своето, меѓутоа ако правилно се однесуваме, ако се штитиме од сонце, ако по време доаѓаме да ја обновуваме кожата, сето тоа има свое влијание и ќе изгледаме подобро за годините, иако годините не го одминуваат никој. Така, само уште една секунда да ви искористам. Дали кога треба да се започне со хранење на кожата? Од која година, посебно за жените? Кремови треба постојано да се нанесуваат, меѓутоа типот на составот на кремовите е различен. Нормално дека вие кај една млада девојка немате потреба да внесувате кај неа хиалурон или колаген. Ретинол и може ако има, зависи од лицето, ако има флеки, но ако има сува кожа, да речеме, не треба да ставате ретинол, зашто уште повеќе ретинолот ќе исуши кожата. Значи, меѓутоа како правило, влада е правило дека што порано треба тие навики да се стекнат. Сега во типот на препаратот што се користи, има препарати за зрела кожа кои се советуваат над 40
Пишува и на самите креми 40 плюс 50 да, плюс 40, 20. 45 зависи како е од која зависи од производителот, меѓутоа денес во Македонија се достапни практично сите овие светски брендови кои можат и во Германија и во Америка да ги најдат луѓето, така да со правилен избор може добро да ја заштитат кожата и да бидат задоволни од сето тоа. И мојот апел е сепак најважен, бидејќи ние сме во Македонија со многу сонце, да се штитиме од сонцето, не да не излегуваме на сонце, да излегуваме со употреба на заштитни фактори за сонце, независно дали се тоа минерални филтри кои ги има се повеќе или хемиски филтри кои се да речеме постарите фактори содржат хемиски филтри. Ви благодарам. Ви благодарам многу и јас. Така.